Добро вечер и добро дојдовте на уште едно предавање на Рускиот центар. Се вечера одбравме една малку поспецифична, но можда интересна тема. Тоа е речникот на Владимир Ивановиќ Далј. Односно ќе слушнеме неколку интересни факти за овој речник, за ова лексикографско издание. Најпрво би сакал да кажам збор два за тоа кој е Владимир Ивановиќ Далј и зошто е тој можда важен. Имено на 22 ноември беа прославени 220 години од неговото раѓање. Роден е, како што кажав, на 22 ноември 1801 година во Луганск, во Екатеринбуршката губернија. Запотоа семејството Далј да се пресели во Николаево, каде што се спојуваат реките Ингул и Јужни Буг. Токму своето место на раѓање и потоа Николаево на тогаш младиот Владимир Далј му дале едно сознание за кое што тој целиот живот понатаму, кој што ќе представува основа на целиот негов творечки живот понатаму. Она што би можеле да кажеме за Далј е дека тој е писател, лекар, лексикограф, автор на толковниот речник на живиот великоруски јазик. Во чест на родното место на Далј, тој потоа го добива прекарот Козак Лугански, бидејќи не бил од Луганск. Во текот на својот живот тој има напишано повеќе од 100 огледи во кои што раскажува за животот на рускиот народ и на Русија. Исто така ги напишал учебниците по ботаника и зоологија, а во 38 година станува член на Петербуршката академија на науките. Во 1862 година ја објавува книгата Пословици на рускиот народ. Еве можеме да видиме како изгледа. Освен толковниот речник и пословиците, тој се занимал со литература и во 1832 година се објавени неговите руски сказни, кои што се прераскажуваат до денешен ден. Еве како изгледало тоа. Тука е неговата повест Хмель, сон и јава, повест која што е посветена на селанската тематика. Во неа тој со љубов и со мощни интересни детали раскажува за секојдневниот живот на селаните од средниот слој, при што ни дава мощне интересни етнографски забелешки. И она што е важно за ова дело е што во него се појавуваат ликови од ниските слоеви, работници, земјоделци, што не било многу често во литературата од тоа време. Еве, уште една книга, Снежното девојче, девечка Снегуречка, значи многу интересна приказна која што децата со задоволство до денешен ден ја читаат. Како што реков, тој многу, како етнограф, многу сакал да пишува раскази. Лиса Пинечка, тоа е, значи, една лисица која си нашла еден опинок, односно лопат, па потоа успеала да го продаде и така натаму. Напишал книгата за верувањата, суеверијата и предрасудите на рускиот јазик, мощна важна и мощна интересна до денешен ден возрастните ја прегледуваат, односно читаат. Семиња на добрината, книга во која се поместени руски народни сказни, а исто така и пословици. И во повеќе наврати тој ќе зборува за ова. Стари гадави, уште една книга во која се собрани руски народни сказни, гатанки, пословици, игри. При тоа Владимир Михайловиќ Конашевиќ
нацртал интересни слики, што оваа книга станала интересна за многу деца и до ден денешен, значи оваа книга се преиздава и интересно е што се уште можеме да ја најдеме во истиот облик во кој што е издадена за прв пат. Уптир, страшни легенди, преданија и сказни. Овој зборник е составен од текстови на Далј кои се протикани со една друга етничка нишка, судирот на човекот со нечистите сили. Она што е интересно за Далј е тоа што тој се дружел многу со големиот руски писател Пушкин. Тие си разменувале многу идеи, веќе гледаме на сликата Далј и Пушкин како читаат сказни. Тие дури патувале заедно многу често. Она што е исто така интересно, по двобојот на Пушкин, кога тој веќе бил во смртна постела, еден ден по двобојот, Далј поминувал во Санкт Петербург и дознал дека Пушкин е ранет, при што тој веднаш заминал во неговиот дом и како лекар, како што реков по образование, сакал да му ја пружи својата помош на Пушкин. Тој останал со својот пријател Александар Сергеевич до неговиот последен момент и практично последните зборови на Пушкин му ги кажал на Далј. Потоа тој овие зборови ги, според кажувањата, и ги раскажал на жената на Пушкин и на крајот, значи, капутот кој што го носел Пушкин на двобојот, кој што бил пробиен од куршум, му бил даден на Далј и тој го чувал до крајот на својот живот. Споменот за Пушкин тој ќе ги остави. Многу од она што го има Пушкин напишано, потоа ќе влезе во речникот на Далј. Така што тие еден на друг си вршеле многу големи влијание, како што реков, многу често тие си давале идеи еден на друг, си ги раскажувале своите приказни, како што знаете, и Пушкин пишувал сказни. Далј, освен исто така пишувал, собирал сказни. Значи, станува збор за еден необичен, несекојдневен човек кој што понатаму во животот ќе го направи она што на изглед било невозможно да се направи од страна на еден човек. До денешен ден, како што реков, децата во Русија ги читаат сказните на Далј и можна често, па и по старите генерации, се навраќаат на овие сказни. Она што по кое што Владимир Далј е познат во Русија, тоа е неговиот толковен речник на великорускиот јазик. Издадено во 1840 година. Овој речник игра посебна улога во руската култура. Тоа се представува едно така наречено монументален лексикографски проект од 19 век, кој што и во други култури, во други јазици постојат, како, например, речникот на францускиот јазик на Литре, да кажеме, или германскиот речник на браќата Грим. Ова е еден таков пандан. Исто така, многу е важно тоа што текстот сам по себе е, како да кажам,
представува едно национално богатство, представува избор на вистинска народно слово за идните руски поколенија. И тука постојат и разни митови, разни приказни за тоа како е создаден овој речник, што влегло. Знаете, постојат дури и приказни дека Далј, она што го слушал, го внесувал онака како што ќе го слушне во својот речник. Па така, многумина раскажуваат дека уште од детството ги учеле како, например, младиот офицер Владимир Далј, кога почнал да ги собира зборовите за речникот, слушнал како еден негов колега вика, вели, замалаживет, значи не можел да каже Р, да каже замараживет, значи замрзнува и велел замалаживет. Како што го слушнал тој збор, потоа наводно Далј понатаму и го внел во својот речник. Во принцип, речникот на Далј, уште од самиот почеток, значи, оно што е интересно, има еден така полемички карактер. Тој бил, значи, ставен на еден вид цензура, да кажеме, од научниците, бидејќи истовремено од 1841 година почнува да се излегува, да се создава толковиот речник на рускиот јазик, кој што го издава Санкт-Петербуршката академија. Секако дека тука малку можеме да видиме дека некако постоел некаков отпор кон ова дело. Како што можеме да видиме, нели, речникот се вика толкови словар великорусского наречия руского языка, или толкови словар толкови словар живого великорусского языка. Ево го. Како изгледа титулниот лист, првиот лист, можеме да видиме. Речникот, објаснувањето, односно толкувањата на зборовите и примерите можно често, тој можно умешно ги избирал своите примери и избирал такви примери каде што, значи, толкувањата и не се толку строги во својата јасност, колку што се јасни примерите кои што ги дава Далј во него. Дури и самиот велел дека апсолутно не се потребни никакви примери кои што ќе бидат сувопарни, преку кои што луѓето нема да долуват вистинската смисла на зборот, бидејќи тој сметал дека од самиот контекст, тој денес се прикажува, постојат можна голем број речници кои што имаат прекрасни толкувања, кои што, значи, прекрасно се објаснети зборовите, но примерите не се толку живи. Далј толку тоа го прави, значи прави еден речник каде што живиот јазик практично зборува, односно тој врз себе има голема улога во толкувањето на зборот. И тука, како што гледаме, станува збор за, како што тој го нарекува, за живиот великоруски јазик. Ќе кажем и понатаму зошто е великоруски. Живиот, односно,
оној кој што се зборува, затоа што дотогаш во рускиот јазик постоеле лексикографски изданија кои што во себе во својот попис постоеле многу зборови од црковнословенизми и тоа најголемиот дел всушност биле црковнословенизми. Строго висок стил и така натаму, што многу и не користело на, да кажеме, луѓето од средниот слој. И понатаму ќе зборуваме зошто е тој среден слој. Потоа велиме на великорускиот јазик, бидејќи што значи ова, самиот речник не претендирал да ги опфати, значи оние крајните делови на рускиот јазик, односно украинскиот и белорускиот, секако во тој период знаеме дека не било многу чисто. Значи, тој мала и бела Русија, значи како што се нарекуваат, нели, белорускиот и малорускиот, односно украинскиот јазик, не ги фаќа, иако може ќе се види дека постојат и дел од јужните и од западните дијалекти кои што може би можеме да кажеме дека се дел од украинскиот или од белорускиот јазик. Според замислата на авторот, значи според замислата на Далј, тука не станува збор, како што реков, само за литературни зборови, но како што тој ги нарекува мртви книжевни зборови. Тој тие апсолутно не ги сакал. Тој многу сакал да употребува дијалектизми, многу сакал да употребува, иако се ограничувал сепак на она што се сметало за централно руско говорно подрачје, односно оној дел во европскиот дел на Русија. Секако во составувањето на речникот многу голема помош за Далј било тоа што тој во образование, освен што бил лекар, бил и етнограф. Тој многу често одел на дијалектолошки експедиции и така што многу голем дел зборови ќе најдат, дијалектизми ќе најдат и одраз во неговиот речник. Она што е интересно, особено во периодот во кој што живеел Далј, односно роден, како што реков, пред 220 години, а пред 190 години е напишан, пред 200 години напишан речникот, не, пред 190, се извинувам, е што Владимир Далј самиот седнал да го напише овој речник. Како што реков, немало голем авторски колектив кој што би работил на него, и Далј самиот како автор, при што тој сам не бил професионален лингвист, собирал материјали, ги пишувал статиите сам. Многу големи авторитетни речници секако се прават самостојно, се правеле самостојно во 19 век, но и во денешни времиња ние можеме да видиме такви, иако постојат во принцип во рускиот јазик два такви речника толковни кои што се напишани од еден автор, или еве да кажеме два речника. Тоа е речникот на Владимир Далј
и реченикот на Ожегов. Меѓутоа, реченикот на Ожегов е современ речник, пишуван во 20 век. Она што во тој период навистина било тешко е како практично да се одбележи. Самиот Далј морал да најде свој начин како ќе навлезе во лексикографската дејност. Тогаш не постоеле никакви прирачници за тоа како треба да се напише еден толковен речник, што треба да влезе во неговиот фонд и така натаму. Така што тој самиот го смисли во денешна перспектива, секако можеме, ако го погледнеме речникот, можеме да најдеме замерки на она што е од денешна перспектива направено во лексикографијата. Меѓутоа, тоа би било исто така, ако најдеме замерка на тоа како луѓето, да кажеме, се ладели или се грееле пред 200 години, од денешна гледна точка, кога имаме парно грење, клима уреди, соларна енергија, енергија што ја добиваме од ветер и така натаму. Така што ова е еден таков речник кој што навистина представува едно огромно дело. Она што исто така, освен што Далј самиот го пишувал овој речник, треба да се истакне и тоа што Далј сваќал колку длабоко навлегол во оваа работа и дека тоа не е толку едноставно и многу често во неговите примери ќе видиме како тој практично се жали на тоа дека колку е тешко да се напише еден речник, колку е тешко воопшто да се пишува. Она што е исто така интересно е еден факт кој што реков, тој го опишува живиот руски јазик, меѓутоа Владимир Далј сметал дека писменоста не е добре дојдена за селанството. Тој многу ја почитувал за селанството, за работничката класа, значи за понискиот слој. Тој секако многу ја почитувал литературата, како што кажав, бил многу добар другар со Пушкин и тоа кажува многу работи. Меѓутоа, тој сметал дека доколку селаните почнат да читаат, тоа ќе доведе до распад на еден систем во кој што се живее, а системот бара работа. Селаните треба да стануваат наутро во 5 часот, да почнат да работат на полињата, за да има што да... Значи, комплетниот развој на општеството, бидејќи тој сметал дека доколку луѓето бидат писмени, почнат да се занимаваат со читање и така натаму, ќе се оддалечат од своите примарни професии. Односно, во овој дел станува збор за, да кажеме, земјоделството и така натаму. Сосема неправично од негова страна, иако тој како етнограф ги проучувал овие слоеви, ја проучувал животот на селаните, го знаел одлично и како што нели реков Козакот Лугански, тој ќе го добие прекарот Козакот Лугански, знаел за што точно зборува, меѓутоа неговиот став бил токму таков. Она што е исто така многу важно е што својот реченик, ова, значи, што го гледаме на сликата, не е тоа, ова е третото исправено и значително подобрено издание. И ова е под редакција на Бодлен де Кортене. Ке видиме
зошто е тоа така. Владимир Далј своите зборови, например, зборот руски, кој што во рускиот јазик се пишува со две с, тој апсолутно немал никаква замисла за тоа дека треба да се пишува со две с. Тој имал своја теорија за тоа дека всушност таму станува збор за една буква, дека потоа пољаците значи ја нарекле земјата Расија со две с и така натаму. Како што можевме да видиме, само да го најдам тој слайд. Освен што, да, еве го. Освен што имаме едно с, гледаме дека завршетокот на велика руска ва, односно на генитивот во неговата редакција, наместо да биде со ого наставка, значи имаме наставка ага. И тоа е многу интересно. И ваквите, така да кажеме, условно да кажеме, грешки на Далј, во изданието кое што било издавано додека тој бил жив, биле печатени така, додека во редакциите, подоцнешните редакции, односно дури на почетокот на 20 век, големиот лингвист Бодуен де Куртене го подготвувал третото издание на речникот и тогаш во речникот го внел второто с, односно руски со две с. Она што е исто така интересно за речникот на Далј е редот на зборовите. Тој е направен по азбучен редослед, меѓутоа не строго по азбучен редослед, бидејќи постои така наречен гнезден систем, или, например, да кажеме, цели фрази се дадени, при што да кажеме, ако имаме фраза од типот на водку, значи азбучниот ред нема да биде на В, туку ќе биде на Н, според предлогот, што според современите правила на лексикографијата е апсолутно неприфатливо. Исто така, многу често, како што реков, како голем познавач на разговорниот јазик, големата дружба со Пушкин и така натаму, за речникот на Далј се зборува дека постоело голем број нецензурирана, обскурна лексика, исто така лексика која што паѓа, значи влегува во оној длабоко разговорен стил. Секако овие зборови на Далј му биле познати. Меѓутоа, во печатените изданија овие зборови не се појавиле. Тие се појавуваат откако тој починал и потоа така и се препечатуваат. Морам да истекнам дека редакцијата на де Куртене исто така одиграла мощна, важна улога во овој речник и
сепак речникот потпаѓал под известна цензура. Особено тоа можело да се забележи за време на строгиот советски режим, каде што определени зборови биле исфрлени, така што во многу куќи може да се најдат повеќе различни редакции на речникот. Дури во книжарниците денес може да се најдат повеќе редакции, значи во некои голем број зборови, како што се вулгаризмите, да кажеме, отсуствуваат, во други пак ги има. Она што е можно интересно кај Далј, еве она што е интересно кај Далј, тоа е што тој во две своји статии дава и цртежи од гледна точка на денешната лексикографија. Многу често се вели дека потребно нешто визуелно да се направи во рускиот јазик, освен некои така наречени картинни словари, кои се наменети за помладата генерација, значи не постојат цртежи, а како што можеме да видиме на слайдот, во, да кажеме, во шљапа, односно шапка, или статијата, можеме да видиме како Далј нацртал различни видови шапки и на тој начин едноставно им дава до знаење на луѓето, односно со помош на цртеж, тој ги толкува овие зборови, што е можно интересно. Своевремено излегува така наречениот руски речник на Солженицин и до денешен ден лексикографите зборуваат за овој речник, меѓутоа она што е очигледно за речникот на Солженицин, кој што кога излегол представувал вистински бум, е дека најголем дел од толкувањата се преземени имено од речникот на Владимир Далј. Ке викавме вкуси со времето, она што на крај би сакал да кажем уште неколку работи, тоа дека доколку го земете речникот на Владимир Далј, не мора да го гледате како едноставен речник, значи како речник сам по себе, односно да барате зборови и така натаму. Апсолутно можете да го читате како која било друга белетристика. Самите гнезда, самото толкување на зборот е толку живо и толку убаво направено, со, како што реков, прекрасни примери, што апсолутно можете да го читате како кое било друго литературно дело. Многумина кои што се занимаваат со рускиот јазик, особено со руската лексикографија, се обидуваат, се обиделе и се уште се обидуваат да направат двојазичен речник на речникот на Далј, односно да ги употребат лексимите од тоа време со така наречени преводни еквиваленти со лексимите од тоа време во сопствениот јазик. Исто така постојат и обиди за толкувањата на Далј да се дадат онака како што во странски јазик да се преведат онака како што ги толкува самиот Далј,
и примерите кои што ги дава да бидат преведени на истиот тој живописен јазик како што се во речникот на Дај. Времето вака ни истече, ни пролета многу брзо. Јас уште многу работи имав да кажам за Дали, она што навистина ми е интересно е тоа што Владимир Дај представува така наречен, Владимир Дај бил еден вид на, како да кажем, според Дај многу богатства од народниот јазик, од она што го има Дај, од него земале многу голем број поети, како што се Есенин, Ремизов и така натаму. Сергеј Градецки, Алексеј Толстој, потоа секако многу големо влијание врз творештвото на Пастернак одиграл овој речник, така што потоа Мандельштам исто така многу го користел овој речник, така што тој представува еден вид богатство кој што го користеле минатите генерации, го користат и овие генерации, според се ќе го користат и генерациите во иднина. Јас тука би завршил, па доколку имате никакви прашања, еве повелете. Добро, очигледно немаме прашања. Ви благодарам и јас за вашата, за тоа што вечерва бевте со нас. Следите на нашата Facebook страница и следната недела повторно ќе бидеме тука со ново предавање. До тогаш ќе ви посакам само пријатен викенд и одморете се што повеќе и соберете сили во овие зимски денови. Се најубаво и пријатна вечер.